Ниту еден од обвинетите за пожарот во дискотеката Пулс не чувствува вина. Вака се произнесоа на денешното судско ручиште во судницата во затворот Идризово. Зоран Јаневски го следи процесот. Зоран, што беше кажано? Да, како што кажа и ти во најавата, ниту еден од 35 темина обвинети за пожарот во кочанската дискотека Пулс, во која животот го загубија 63 лица, денеска овде во дигиталната судница покрај затворот Идризово кажаат дека не чувствуваат вина за случајот. Прво обвинетиот во овој предмет, сопственикот на дискотеката Дејан Јованов, во својот воведен говор се расплака практично во судницата. Рече дека 9 месеци секојдневно живее со помислата со трагедијата која што се случила таа кобна ноќ. Тој во судницата рече дека доколку знаел дека неговиот објект со кој што тој раководел има пропусти, ќе ги санкционирал, но како што појасни, не добил предупредување од институциите. Во судницата свој воведен говор имаше и неговиот син Михаил Јованов, кој всушност бил задолжен според обвинението, тој го договорил настапот на музичката група ДНК. Тој негираше дека го направил тоа, рече дека и тој во дискотеката ја загубил својата девојка. И таткото и синот пред судот рекоа дека не се чувствуваат за виновни, изразија сочувство до загинатите и посакаа брзо опоравување на повредените. Имаме дел од нивните изјави да ги погледнеме. Не можам да поверувам што се случи. Јас како човек и како родител, каде што се собираа сите млади, и моите деца, за да би бил способен да дозволам да фали нешто. Зарем сериозно мислите, доколку би знаел дека фали нешто, не би брезал се за да се отклони на време. Се приклучувам кон воведниот говор на мојот бранител и сакам да изразам сочувство до сите кои што се засегнати од пожарот, бидејќи и јас го изгубив мојот најдобар другар и девојката со која што бев цел живот. А Зоран, каква е оценката на одбраната за денешното ручиште? Имаме ли ставови од нив од обвинителството и од семејствата на жртвите? Само да кажам дека додека траја воведните говори на одбраната и на обвинетите во овој случај, бурно реагираа роднините кои што го следат судскиот процес, па во еден момент и судиката побара мир и тишина во самата судница. Според одбраната на обвинетите, вината не е кај нивните клиенти, на некој начин тие сите ја префрлаат вината. Одбраната на прво обвинетиот Дејан Јованов смета дека тој не бил свесен за пропустите, а за тоа не добил ниту една опомена од институциите. Вината одбраната ја лоцира и кај музичката група ДНК, бидејќи како што истакна адвокатката на Дејан Јованов, тие без знаење на Јованов ја внеле пиротехниката во објектот и ја активирале. Имаме изјава да ја погледнеме. Колку и да вие го правите монструозен, тој не е. Тој е како секој еден од нас тука, кому за жал му падна на товар институционалната неодговорност. И не сме свесни колку уште други локали во моментов функционираат пропуштени од институционален надзор, кој што во конкретниот случај немаше ни ние да имаме можност да го осознаеме, доколку ја немавме и немарноста на ангажираните музички артисти кои што биле ангажирани за критичната вечер во локалот на Дејан. Да, денеска судењето започна практично со произнесување на вина за сите 35 теми на обвинети. Тие сите негираа вина, рекоа дека разбираат за што се обвинети, меѓутоа не чувствуваат никаква одговорност. При овој чин
Претходниот градоначалник, практично последниот кога се случи трагедијата во Кочани, Љупчо Папазов, рече дека не ги разбира мотивите за, како што рече, конструирано обвинение. Додека пак директорот на дирекцијата за заштита и спасување, еден од поранешните директори Шабан Салиу, рече дека обвинението е правно неосновано и политички мотивирано обвинение. Беа дел од зборовите кои што можеа да се слушнат при по произнесувањето на вина во овој случај. Судењето продолжува веќе задутре, односно во четврток, кога обвинетите и нивните адвокати ќе продолжат со давање на својот воведен говор. Само да подсетиме дека во трагедијата која што се случи на 16 марта годинава во Кочани, животот го загубија 63 лица, а на обвинителна клупа седат вкупно 35 темина обвинети и 3 фирми. Зоран Јаневски во живо од пред судницата во затворот Идризово, ти благодарам за деталите од денешниот